Повторно сме назад на нашиот втор панел од 4 предвидени и последен за денеска на првиот македонски канабис форум организиран од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка од Скопје. На панел медицина најпрвен да го извиниме, да се извиниме на оние што не следат за неприсуството на најавениот многу драг пријател на Билка, доктор Никола Беќаровски, виш научен соработник на Универзитетска клиника за токсикологија, токсиколог и дел од Сдруженијето за токсиколози, кое пак беше прво лекарско здружение кое што иницираше легализација на канабис во медицински цели. Состојбата со пандемијата е таква да истиот е вклучен, прераспределен и Билка му посакува, му праќа многу поддршка и да се чува и да помогне онаму кај што е нормално најстручен. Затоа пак денеска тука со нас ги имаме Ивана Давидовска Игњатова, дипломиран физиотерапевт, недоволно експониран основач на Билка, драг пријател, која што ќе предава на една за мене многу симпатична тема, исто така недоволно истражувана кај нас во Република Македонија, тоа е употреба на канабисот во третман на болка. Билка ја организираше претходно во 2018 година едно од првите наши научни предавања, каде што и тогашниот, мислам дека и сегашен директор на клиника за ревматологија и драг исто наш пријател доктор Филип Гучев истакна, презентирајќи две научни истражувања од странство, истакна дека канабисот има широка примена во третман на болка, но за жал кај нас не е опфатен од идиотскиот правилник донесен од тогашниот министр за здравство и иако постојат доктори што е поретко кај нас кои што сакаат да препишуваат канабис за третман на болка, немаат законска можност за такво нешто, а сигурно не би оделе нели мимо законот. Секако дека ќе даеме прво предност на дамата. Следен панелист е легендата на борбата за легализација на канабисот во Република Македонија, на полиберални политики за лична употреба на дроги воопшто, иако човекот е многу поскромен од мене. Може би ми замерува што го фалам толку, меѓутоа јас искрено го перцепирам како легенда. Доктор Дарко Костовски, специјалист психијатар, моментално на субспецијализација на адиктологија, ако не се лажам, доктор Дарко. Област која што ја работи веќе 2,5 децении, основач на Сдруженијето на канабис и зелени политики, исто така недоволно експониран, и основач на Сдруженијето ХОПС, едно од најстарите, ако не најстаро и доста сериозно здружение кое што ги работи сродна проблематика, и за прв пат на панел на Билка или на настан организиран на Билка го имаме младиот стоматолог, а и не бил толку млад, јас колку што ве исперцепирав погрешно можеби во нашиот кус разговор. Доктор, ќе ми исправите ако промашам со титулите, доктор Марко Младеновски, стоматолог, кој што пак за кој што првпат узнав кога на социјалните мрежи видов дека магистрирал на екстремно ретка тема кај нас, тоа е употреба на канабисот на маслото од канабис во третман на оралниот мукозит. Јас не сум лекар, мукозит првпат слушнав што значи, а тоа всушност било орален канцер во устната шуплина. Ако не се лажам, ќе одиме, бидејќи сме со еден човек помалку, ќе одиме во прв круг секој по 10 минути, потоа ќе одиме со по еден круг прашања од моја страна и за крај ќе селектираме дел од прашањата кои што можете да ги поставите како коментар на самиот лайвстрим кој што во овој момент оди на фанпејџот, односно на фејсбук страната на Билка. Задоволство ми е за прв пат презентирате за нас официјално можеби Ивана, па така да би ве замолил вашите максимални 10 минути сега. Во мојата пракса често се сретнувам со луѓе кои што патат од хронична болка. Таа е една од главните причини за барање на лекарска помош и е еден голем финансиски товар на секоја држава од аспект на изгубена продуктивност и трошоци во здравство.
се уште е прекомплексно да се разбере тој механизам на болка, бидејќи пред се болката е субјективно искуство. Па затоа и студиите за болка се проблематични за обработка само од фактот што перцепцијата за болка е наше лично искуство. Заради тие причини се уште не е изнајдено решение кое што може комплетно да ја намали болката. Хроничната болка е вклучена и кај некои автоимуни и системски заболувања, кои што се главна причина за науката да го сврти вниманието кон подобро разбирање во механизмите на болката и за да се изнајде лек, за да се подобри квалитетот на луѓето кои што се борат со неа. Најтипични хронични болки се болки во вратната и лумбалната кичма, артритичната болка, спондилозната болка, како и главоболките. Најпозната терапија за хронична болка е денес се опијатите. На сите не е јасно како тие функционираат, барем зборувам за оно општо дозирање со нив. Најпрво се даваат помали дози, но хроничната болка не е краткорочна. Може ќе ја снема за еден момент, но следно нешто што знаете, таа повторно се јавила овој пат со уште поголем интензитет. И следно нешто, дозата на опијатот се зголемува. И пак така до недоглед. Ефектот на опијатот се намалува, а болката е се уште таму. Како една од најстрашните насакани последици е респираторен застој при земање на голема доза од опијатот одеднаш. Ова најчесто се случува кај акутните повреди, кога пациентите немаат развиено доволно толеранција на опијатот, но исто така може да се случи и во подоцнежната фаза од повредата, кога ќе се зголеми дозата наеднаш. Други насакани дејства од опијатот се поспаност, констипации, гадење, повраќање, вртоглавици и сува уста. Најголем ризик од нив е стварање на зависност, проблем со кој многу земји во светот се борат. По подобрување на политиката за канабис низ многу земји, многу пациенти го имаат намалено користењето на опијатите. Ако претходно повеќе пати во текот на денот конзумирале опијати, со комбинација на масло од канабис со ТХЦ или инхалирајќи го канабисот, дозите на опијатот се намалуваат. Со помалку ослонување на опијати може да се намалат фаталностите од предозирање со нив. Причина поради која канабисот е ветувачки при третманот на болка е дека ние животните природно синтетизираме ендоканабиноиди. Ендоканабиноидите се невротрансмитери кои што служат за пренесување на информација од една клетка до друга. Тие се врзуваат со канабиноидните рецептори и служат за регулирање на имунитетот, болката, расположението, апетитот и меморијата. Најпознати канабиноидни рецептори се CB1 и CB2, кои што исто така се и најпроучувани. CB1 повеќе доминира кај нервниот систем и мозокот, додека CB2 е повеќе застапен кај ливните јазли, крајниците, слезенката и најчесто е задолжен за регулација на имунолошкиот одговор на организмот. Важноста за овие рецептори е тоа како тие делуваат со еден од најпознатите канабиноиди, ТХЦ-то и CBD-то. ТХЦ-то е познато по своето психотропно дејство и поради тоа е главна причина поради што се уште е забрането низ многу земји низ светот. За разлика од него, CBD-то го нема психотропното дејство и поголемиот дел од маслата кои што се во продажба се изработени од него. Растенијата од канабис има преку 100 вида на канабиноиди, така што се уште не можеме да знаеме од кој канабиноид како се врзува и како делува со организмот, со што се отвара врата за понатамошни испитувања во иднина, за да може подетално да се разбере дејството на канабисот врз нашиот организам. Истите оние канабиноидни рецептори кои што се активираат при конзумирање на ТХЦ се активираат и при повреда на ткивата. Тие ја моделираат спроведливоста на болните сигнали, со што се намалува осетливоста и воспалението. CB1 рецепторите се вклучуваат во регулирање на ослободување на невротрансмитери од мозокот-нервниот канал, додека CB2 ја регулираат невроимуната интеракција. За разлика од ТХЦ-то, CBD-то не ги стимулира директно CB1 рецепторите за болка. Туку еден од механизмите на функционирање е сличен на принципот како на антидепресивните лекови. Го стимулира лачењето на рецепторите на серотонинот, познат како хормонот на среќа. Кога се лачи повеќе серотонин, болката во телото се намалува. Антидепресивите се уште една група на лекови кои што се користат при третман за хронична болка.
CBD-то исто така делува антидепресивно, ја намалува анксиозноста и ја менува перцепцијата за болката. Во зависност од тоа каков тип на болка треба да се лекува, таков ќе биде и соодносот на маслото. Доколку станува збор за болка која потекнува од воспалителен процес, тогаш ќе се користи масло со поголема концентрација на CBD, а помал сооднос на THC. А доколку станува збор за болка која потекнува од нервниот систем, тогаш се користи повеќе THC со помалце CBD. Состојби кои што имаат најголем бенефит од CBD-то се сите ревматски заболувања, како што се артрозата, ревматоидниот артрит, гихтот, болката во ломбалниот хребет и вратот. Причина зашто делува така CBD-то е бидејќи го намалува воспалителниот процес. А кога ќе се намали воспалителниот процес, тогаш се намалува и болката. Исто така е откриено дека CBD-то го подобрува влијанието на опијатите за намалување на болката. Што значи, доколку се земе во комбинација CBD со опијат, може дозата на опијатот да се намали за 30%, за да се постигне истиот ефект. За третирање на локална болка и воспаление се препорачува CBD маслото да се нанесува топично каде што е повредата. Топични лосиони, масла и соли за капење може да се користат за да се намали воспалителниот процес. Во една студија направена на глувци со артроза е најдено доколку се нанесува гел со CBD на зглобовите каде што се зафатени, по неколку дена исходот бил намалена болка и воспаление. Доколку болката пак е распространета на повеќе зглобови низ телото, тогаш е препорачливо маслото да се конзумира преку инхалација или пак орално. Самото CBD го нема психотропното дејство на THC-то, па затоа е добар третман при овие хронични заболувања, бидејќи им овозможува на пациентите да функционираат нормално во текот на денот без болка. Мултиплекс склерозата е едно од заболувањата каде што знаеме дека терапијата со канабис има ефект. Кај мултиплекс склерозата нападнати се обвивките на нервните влакна во мозокот и ребетниот канал. CBD-то делува на повеќе механизми. Го сопира деструктивното воспаление на обвивката, со што може да се успори прогресијата на болката и да се намали болката и самиот спастицитет која што ја има болеста. CBD-то исто така делува и на лачење на серотонин, со што се подобрува сонот и депресивното расположение кај овие пациенти кои што се вообичаени проблеми за нив. THC-то од друга страна помага при опуштање на мускулатурата, односно го опушта спастицитетот, згрченоста на мускулите, која што исто така е голем проблем кај пациентите од мултиплекс склероза. Но THC-то од друга страна со своето психотропно дејство на некои луѓе со хронична болка им представува проблем да го користат во големи дози поради несаканите ефекти, како што се намалени рефлекси, поспаност, сува уста, зголемување на срцевиот ритм и зголемување на интензитетот на менталните заболувања. Затоа се препорачува кога треба да се конзумира THC, дозата постепено да се зголемува или пак да се конзумира ректално со супозиториуми, бидејќи така хајот е многу помал. Дури и препорака е повеќе да се конзумира ректално, кога треба да се користат поголеми дози, бидејќи апсорбцијата на самото масло така е многу поголема. Исто така е најдено дека доколку THC-то се зима во комбинација со CBD, се намалуваат несаканите дејства од THC-то и затоа секогаш се препорачува да се зимаат во комбинација кога треба да се зимаат поголеми дози од THC. Други заболувања кои имаат корист од канабисот се невродегенеративните болести со потекло директно од мозокот. Една од нив е Паркинсонот. Таа се карактеризира со тремор и спори движење. За овие заболувања се уште не е изнајдено лек, туку се користат лекови кои само ги облажуваат симптомите. За сите заболувања кои што имаат потекло од нервниот систем е потребно да се користи THC, бидејќи како што кажав претходно се врзува со CB1 рецепторите кои што се доминантни токму во нервниот систем. Но како и кај мултиплекс склерозата, така и кај овие заболувања секогаш е најдобра комбинација THC со CBD. По конзумација на канабисот, треморот кој некогаш може да допринесе да се развие голем инвалидитет, кај овие пациенти се намалува или комплетно се губи, а со тоа тие се во можност да се ги обавуваат секојдневните обврски без препреки. Артрозата е воспаление на зглобовите што предизвикува вкочанетост, оток и болка. Таа не само што е болна, туку и предизвикува трајни промени во зглобовите,
кои што може да бидат толку сериозни што болката им оневозможува да ги обавуваат секојдневните активности. Тука се препорачува повеќе користење на CBD, бидејќи тоа делува антиинфламаторно и го намалува воспалението во зглобовите. Најдено е кај зглобовите кои се заболени од артроза поголемо ниво на CB2 рецепторите. Овие високи нивоа на овие рецептори не се присутни кај здравите ткива, па затоа кај воспалителната регија се зголемува продукцијата на CB2 рецепторите за да се адаптира или намали локалното воспаление. За ова заболување имаме веќе неколку искуства од пациенти во нашиот центар, кои што со редовна конзумација на CBD, болките им се намалиле и некои од конвенционалните лекови се исто така исфрлени или дозата е намалена. За крај, постојат докази за лековитото дејство на канабисот. Иако се лимитирани, тие подржуваат употреба на канабис во фармакологијата во одредени клинички сценарии. Например, доколку пациент со хронична болка и нивните здравствени работници пробаат да работат со првиот и вториот тип на терапии и немаат успех во тоа, тогаш тие може да пробаат со масло од канабис, со THC или CBD. Како што употребата на канабис се зголемува, така дополнителни истражувања се потребни за да се надополни постоечката база на податоци, што е од важно значење за да се одговорат многу прашања кои што здравствените работници и пациентите се прашуваат. За замена на штетни лекови или барем доведување на нивно намалување, воведување на масло на канабис за поширок спектар на болести би допринело многу кон подобрување на квалитетот на животот на оние кои што се засегнати од нив. Согласно законските измени на Законот за контрола на дроги и психотропни супстанци и правилникот на Министерство за здравство, третманот за канабис кај нас е дозволен само за ХИВ, мултиплекс склероза, епилепсија кај деца и канцер. И тоа само препишано од доктори од јавно здравство. Иако третманот на болка со канабис е признат низ целиот свет, кај нас лекарите не можат легално да препишат масло од канабис на пациенти. Со цел да се овозможи тоа, потребни се измени во правилникот со проширување на областите каде е апликативен третманот со канабис. Ви благодарам. Ти благодариме и на тебе, Ивана. Морам да признам престручно за мене. Еден момент фатив сакам додека го мислам, па ќе предеме на следниот панелист. Спомнавте за одредено истражување врз мозоци на глувци. Дали е тоа истражување едно во Мадрид? Ако не се лажам, затоа што сега не сакам да ве имаше едно истражување од доктор Гузман, токму врз мозоци на глувци, каде што е пак утврдено, и тоа не знам, бидејќи позади оди нашата кампања декриминализација сега со 28 јавни личности, и некој го имаше тоа одбрано да го говори, дека тогаш е утврдено уствари за прв пат научно, со научна студија, дека употребата на канабис помага при третман на тумор на мозок. Јас ви благодарам, одлично сте се подготвиле. Би прешле во првиот круг на следниот панелист и специјалист психијатар доктор Дарко Костовски, кој би се осврнал на употреба на канабис во психијатрија и евентуално како субститут за лекување зависности, но да оставиме на доктор Дарко. Доктор Дарко, вашите 10 минути, повелете. Благодарам. Па ја имам потреба да на некој начин направам една краткотрајна, би рекол, персонална анализа на некој начин случувањата, атмосферата, ставот на стручната јавност, ставот на рекреативните корисници. Не е лесно тоа да се направи, затоа што дефинитивно го поставува човек во една мериторна улога и као треба да звучи паметно, а тоа не ми е целта. Ти си 86-та, Јанаки, така? Да, јануар, да. Млад човек си, да. Последната година на младоста живеам да рефалат и тоа до сега ќе екзибиционистички или интересно. Меѓутоа има еден паметен социолог кој што има кажано дека секој феномен треба да се свати во контекстот на времето. И тоа е веројатно за учебници многу употребливо и предизвикува возбуда кај понадобудни студенти. Меѓутоа во пракса тоа не го применуваме. Значи, ти си роден пред 4 години само пред револуционерниот аспект во невробиологијата поврзана со ендоканабиноидниот систем. Тоа е многу значено, пошто, например, може би тоа се доста години за едно растење и живот, али се малку години за едно перцепирање во
и внесување во научната заедница, која што после тоа би требало, нели, со својата валидност и методологија да го тоа пренесе во полето на сервис провајдерството и на третманот. Бидејќи знаеме историски, нели, немам намера сега тоа да го зборам, кога се откриени ендоканабиноидниот систем, ендогените канабиноиди. Дефинитивно, дефинитивно за ова приказна со ова, нели, стигматизирано растение, на некој начин копрената ја имаат ставено оние години кога во конвенциите на ЮН е ставено како контролирана субстанца. Контекстот на стигматизација и на една пежоративност кон употребата на психоактивни субстанци уште повеќе има зацврстено таа состојба на антагонизам. И сега наеднаш, не е тоа наеднаш, него да речеме, кога групи на луѓе кои што се патилци и кои што секако сочувствуваме со нив и сите сме потенцијални и сме ги имале во семејствата, гласно адресираат, али не се корисници на субстанци, на некој начин побрзо и подинамично ја презентираат таа приказка која што почнува да станува предмет на анализа, почнува да станува еден бран, би рекол, во изминатите години и во европските земји, иако билката е одамна, нели, позната, и тоа почнува да добива своји архаични, невешти, добри, лоши законски процедури, отпори, во нешто што има револуционерен аспект, увек има структура, секогаш се извинувам, има структура која што знае да се постои како мал Хитлер, да речем. И сега немам за цел да критикувам, туку сакам да кажам дека ако сега го видиме моментот, кај нас, па може и во некои слични земји, едноставно доаѓаме во состојба да компаниите се обидуваат да го маркетиншки презентираат својот производ, популацијата што рекреативно го користи канабисот и понатаму се криминализира во пеналните институции за 2 џоинта и учи занат за отварање на скапи коли и блиндор врати. Уствари, животот се докриминализира. Да, затоа што па таа приказка за дозволено количество е нешто друго. Затоа не сакам да настапувам со некој говор на критика од позиција од комотна позиција, нели, на генерал што не учествува во битката. Мојата битка е една, само таа не е многу успешна, ама за таа барем можам да кажам нешто. Исто така се занемарува фактот дека промоцијата на медицинската употреба гласно доаѓа од групи на рекреативни корисници, особено дури добро во најголем процент посттравматско стресно расстройство, кај што се многу видливи резултатите, многу намалувањето на жестокоста на симптомите е многу видлива, така да тие групи тоа го адресираат. Претежно некако сме навикнати све, па и ние постарите генерации со Америка врзуваме, па нели, дали тоа биле виетнамски, они имаат многу војни, па зависно која група на ветерани сега тоа го зборували, очито е дека повеќето од нив тоа го говорат. Ова е некако една инверзна ситуација, што ја поврзам можеби со мој некој луциден начин на поврзување и на дејство на синапсата кај ендоканабиноидниот систем, е да има толку истражувања кои што можеби не се доволни, али се доста длабоки и доста употребливи и адресираат апсолутно научни ставови за корисноста на употреба на канабис, како во соматските, невролошките и физиотерапевските состојби, така и во психијатриските. А имаме некако еден отпор кој што отпор не е ни дефиниран, на некој начин многу е појасно кога некој отпор има доктринарна, погрешна некогаш, идеолошка основа, личен став, светогледи. Тоа е многу појасно. Овде има едно копрцање кое што произлегува од пола размислување дека ама чекај бе, тоа може да се дрогира, сега како, сега ќе му даеме и така натаму. Во контекстот на конкретно психијатриските ентитети, сегашната состојба, ја само се извинувам на некој колега или колешка ако тоа го прави успешно а јас не го знам, бидејќи ја не можам да знам све, нити така се поставувам тука. Има една состојба во која што адјувантната употреба е, нели, се уште најбезбедна. Законските процедури имаат одредени специјалности, значи право да го препишуваат. И во тој контекст стекнува карактеристики, ја не ги минимизирам адјувантите, напротив, некои аспекти на холистичките пристапи сите како употребливи и добро адресирани у последно време, ми тоа не зборам за холистички пристап или конкретно за хомеопатија.
Не би сакал да го обременувам со некој стручен елемент се тоа, меѓутоа Слободно. Слободно. сепак е за научниците би требало да биде и е веројатно доста возбудувачки и во официјалните книги што се валидни, што ги читаме, како што се да речам психофармакологијата на Штал е даде еден дел кој што можеби не е толку разработен до тој смисол, али во до годините додека книгата е нели, а тоа е на некој начин еден алфа и омега учебник за психофармакологија, каде што дури има и реченица каде што кажува што овој липиден сигнален систем има да му соопшти, да ни соопшти, треба тек да видиме. Во официјална книга, произведена од алопатска медицина, во контекст на актуелната поставка на науката на планетата генерално, тоа е прилично ригиден принцип, тоа е изузетна, перспективна и смела реченица. Праксата покажува, истражувањата, ствари се извинувам прво, покажуваат дека еден стар добар бета-блокер као пропраnoloлот, многу познат како индерал во луѓето кои што сметале, а може би и вистински имале проблеми со срцето во 70 и 80 години во фармакопејата на претходната држава, го блокира дејството на ендоканабиноидите и на екзоканабиноидите, на ТХЦ-то и на канабидиолот. Мисля некој рече, чекај, што има везе тоа што го блокира? Има врска, затоа што бета-блокерскиот систем припаѓа на адренергичниот систем, значи на системот кој што е многу важен во трансмисијата мозочна кај депресијата. Тоа е значи еден индикатор што покажува дека ендоканабидиниот систем и синапсите, значи на тој систем имаат дејство на повеќе други, спомна нешто, нели, Ивана Преска за депресијата. Исто така без некој, нели, форсиран сензационализам сега. Преносот на сигналот кај синапсата, во ендоканабидниот систем е единствено различен. Кај сите други, неврон А му соопштува на неврон Б нешто и се активира дејството соодветно за трансмитерот, електрохемиската, нели, комуникација. Овде имаме обратен дел, да неврон Б му соопштува на неврон А и со тоа прави регулација и на другите трансмитери. Е сега, тука во тој базен на синапсата, ако тоа е едној простор меѓу два неврона, замислете го као она у бајките што има, нели, аждаја унутра и има врата што се отвара и затвара, дали ќе ја земеме принцезата или не. Во тој смисол, значи, тука се бањаат сите хемиски супстанции. Ја знам дека за ова возвишени професии како уметници вако е многу поразително и писатели да нашиот психички живот зависи од бањање на некои хемиски супстанции, ама во овој момент така вика науката. И во тој смисол, таа регулација на тие трансмитери на некој начин полека се открива како го регулира спречувањето на краткотрајните травматски мемории кај PTSD, корекцијата на депресијата, регулацијата што беше фино кажана на опиоидниот систем, која што е ветувачки момент за евентуално размислување за третман на опијатска зависност со масло од канабис, кој што мора да биде индивидуално дизајниран. Исто така, да. Во промоторскиот смисол на целата оваа приказка е погрешно да не се кажат и оние работи кои што, бидејќи тоа е било хипокритично и лицемерно, да не се каже дека бројот на ТХЦ психози е прилично зголемен меѓу младите луѓе. Тоа не значи дека сите млади луѓе што пушат канабис ќе развијат психоза. Тоа значи дека тие што имаат предиспозиција може да имаат декомпензација. Тоа не значи дека тие ќе имаат траен процесуален психотичен процес, може тоа да бидат една до две епизоди кои што ќе завршат со хоспитализација, али доволно поразителни и, да речам, деградирачки како такви. Употребата во психофармакологијата на препаратите на канабис е нешто што веројатно доаѓа, али веројатно тоа многу поуспешно ќе го спроведат генерации, би било вулгарно да кажам, кои што самите дувале, него кои што не е дувањето само десензибилизација кон одреден став, кон одредена субстанца. Социолошкиот аспект, дестигматизираната атмосфера, 20 секунди.
Така да, јас се извинувам, не бев конкретен, не сакав да Не, делувам, нели? бев. Меѓутоа сакав да дадам еден општ overview, бидејќи тие работи се многу поважни, како се развиваат работите, а јас, нели, комотно можев да кажам дека и покрај обидите на некои компании да го промовираат својот производ, сепак ставот на медицинските доктори е се уште резервиран, Ригиден. а таа резервираност не е проникната секогаш од отпор или од негативен став, туку од нешто што нема доволно информација, се има претходна предрасуда. Ти благодарам, Дарко, на обсежното излагање во следниот круг. Имам пар прашања и за вас и за Ивана. Сега во првиот круг да го затвориме со младиот, бидејќи така го започнавме, младиот стоматолог Марко Младеновски, кој што ќе ни презентира. Јас морам да признам дека сум помалку збунет како лаик, нормално како правник. Пред нас имаме тука медицински лица пред се. А исто така и да се извинам на Ивана, бидејќи го спомна центарот, јас заборавив на Јувајкеве да кажам дека сте и собственик на само кинестетикс центар, како беше полното име, ако може да ни го кажете, центар за третман на болка. Кинезитерапија. Центар за масажа и кинезитерапија Кинестетик. И сега да оставиме простор од 10 до 12 минути, ве молам ограничете се на Марко Младеновски со ретка, но супер атрактивна тема, претпоставуваме иста како магистерската употреба на канабис во третман на орален мукозит. Вашите 10 до 12 минути почнуваат сега, повелете. Ви благодарам на поканата да бидам учесник на ова панел дискусија. Малку ви убедувавме, да бидам искрен. Дали тремата си го прави своето, меѓутоа Да видам, ние искрено, сме ова сите е мое тука. прво јавно излагање од како сум магистриран на самата тема. Одлично, баш ни е драго. И јас ќе посветам внимание од моето клиничко истражување во изработката на магистерската теза, односно за улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит. Темата произлезе од тоа, од актуелноста на ефектите на маслото од канабис во терапија на од позитивните ефекти кои што произлегуваат од маслото од канабис и негативните последици кои доаѓаат од радиотерапијата во третман на малигните заболувања. Тема која е прилично актуелна овој период, но е недоволно истражувана во областа на стоматологијата. А има за цел да го олесни квалитетот на живот кај пациентите со малигни заболувања. Малигните заболувања се сериозни заболувања кои бараат голема посветеност, вештина, знаење како од дијагностички, така и од тераписки аспект. А тераписките протоколи кои што се применуваат во терапијата на карциномите на глава и врат не секогаш ги манифестираат само своите позитивни ефекти. Многу често тие знаат да бидат и медиатори, односно покренувачи на несакани последици кои го отежнуваат и онака веќе тешкиот квалитет на живот кај пациентите со малигни заболувања, во случајов карциномите на глава и врат. Пациентите кои се под радиотерапија, односно со карциноми на глава и врат, зрачењето се одвива во пределот на главата и вратот и многу често еден од несаканите ефекти кои што се пројавуваат како резултат на радиотерапијата во оралната празнина, односно во устната празнина, е токму оралниот мукозит. Всушност тоа представува нарушување, односно нарушување на континуитетот на оралната лигавица. Самата лигавица атрофира, се создаваат црвени еритемни површини кои што потоа понатаму како се зголемува дозата на зрачењето, така доведува до ранички во устата и квалитетот на живот кај пациентите е доста отежнат, како од емоционален, психички, така и од социјален аспект. Значи, едноставно нивното функционирање е доста отежнато. Моето истражување беше спроведено на клиниката за онкологија и радиотерапија, каде што истражувањето беше направено на 25 испитанеци кои беа под радиотерапија во период од 6 до 7 недели и беа
со орални промени. Всушност, значи тие некаде после 2 недели од радиотерапијата развиваат орален мукозит. Тој орален мукозит всушност се јавува билатерално, односно на двете страни, и лево и десно во устната празнина. Ние направивме да имаме и контролна и испитувана страна. Всушност ја поделивме устната празнина на лева и десна половина и маслото од канабис го аплициравме директно на површината која што е едноставно патолошка во устната празнина, директно на неизе. Десната страна ја третиравме. Значи, да нагласам дека пациентите кај 99% како резултат на радиотерапијата развија орален мукозит. Болката е евидентна, неможноста за зборување, голтање, јадење, земање на храната и така натаму е навистина намалено и со тоа квалитетот на живот кај овие пациенти е намален. Третиравме, значи по втората недела откако ќе се појават самите орални промени и се до завршување на самата радиотерапија. На почетокот, значи некаде до средината на зрачењето, пациентите се со многу поблага клиничка слика. Како е подолго зрачењето, значи како привршува крајот на самиот третман, така оралните промени кои што се јавуваат се значително повеќе. И сето тоа во истражувањето го направивме со тоа што, како што кажав предходно, лезиите во устната празнина ги третиравме 2 пати дневно со аплицирање на масло од канабис на самата патолошка состојба во устата. И резултатите кои што ги добивме всушност укажуваат дека болката, еритемот, самите лезии се намалени во споредба со испитуваната страна отколку во контролната и сето тоа ги всушност настанува од позитивните ефекти кои што ги има самото масло од канабис. Од прилика во овој прв дел колку јас би имал да Во ред, Марко, ти благодарам за првиот дел од твоето излагање. Навистина, иако морам да признам дека во добар дел од терминиве и не сум баш запознан, но навистина исклучително ретка тема. Јас мислам дека особено вака со клинички испитувања, мислам сега не е да испадне дека јас ви ласкам или нешто слично. Меѓутоа, навистина, мислам дека во Македонија ова е прв пат некој да се занимава со ваков тип на клиничко истражување. Билка, навистина ти благодари за тоа, затоа што и ваков тип на допринос по мене е особено важен. Ке одиме сега со еден круг на блиц прашања, одговорите ве молам да ги лимитирате на 1 минута или 20 секунди, што би рекол доктор Дарко. Па има и понекој прашање од публика, што би се рекло. Јас сакам прво нели дамата, нашиот соборец, кој основач, да прашам дали може маслото од канабис или генерално канабисот да замени конвенционални и лекови за кои што знаеме дека се штетни од типот на тромадол, диазепам, во третман на или опште не мора да се тромадол, меѓутоа ја не знам конкретно кој бидејќи не конзумирам таков тип на лекови, но дали би можело маслото на канабис во некоја иднина да ја замели конвенционалната терапија за болка, ајде така да се изрази. Така, па како што кажав, доста се лимитирани истражувањата на оваа тема, така да се уште е рано јас со сигурност да кажам дека може или не може да се деси, да се случи. Значи, со повеќе истражувања,
кои што сега веќе се спроведуваат низ светот, мислам еве баш и Даре кој што спомна Америка, Канада, таму веќе на големо се прават истражувања токму на таа тема, така да може да дојдеме до одговор дали може да се исклучи скроз. Сега анегдоти од луѓе има доста. Не, говорам ама за тоа не ни потенцијал, интересира, за потенцијал така да, секако така да, таман за работа потенцијал, да Мислам дека има. Пак тоа не е мојот одговор, мислам дека повеќе ова прашање за кај Даре како доктор да го се одговори. дари, имаме друго прашање. Така да останува да видиме во иднина. Повеќе пати ти благодарам Ивана. Повеќе пати сме го говориле ова и приватно со доктор Дарко. Сме разменувале мислења, меѓутоа еве чисто и за оние кои што не следат, во добар број не следат. Ја следам нели фанпејџот на Билка. Доктор Дарко ви го поставив 5 минути пред да започнеме прашање, меѓутоа нели за публика, дали сметате дека има повторно нели како што кажа Ивана, да не одиме сега со анегдоти, но е вака чисто ваше мислење, размислување како лекар и човек кој што 25 години работи на оваа област, дали сметате дека има потенцијал маслото од канабис или канабисот генерално да ги субституира, односно да ги замени субститутите кои што се користат во третирање на опијатска зависност од типот метадон, што да знам таму бупрофефин и да, немој да ми замеруваш ако не ги погодам, не е од моја област. Дали постои таков потенцијал, воедно и тоа е едно од прашањата кои што се поставени на социјалните мрежи, еден од оние што ја следат, постави такво прашање, дали може маслото да се замени, ова е од вашата област, па би повелеле. Потенцијалот постои. Потенцијалот постои и тоа не го кажувам за да има позитивен призвук делот на трибината, очекувањата на луѓето, истражувањата кои што самите истражувања, велам, не само што се чита нели, по форуми и се одредени сајтови, истражувања на собственото искуство. Тоа искуство е драгоцено, тоа индивидуално искуство можеби не може да биде употребливо за секого. Потенцијалот постои врз основа на оно што преска го зборував. И тоа е нешто што е, мислам, многу јасно, не е нешто посебно паметно што ја го реков вечерва. На крајот на краиштата системот за награда во мозокот во неврохемиски смисол е еден. Сите задоволства кои што било да бихевиорално ги повторуваме и да не се поврзани со психоактивни супстанции. Мотивациони моменти, чувство на задоволство ради одреден успех, одат преку еден, малце тоа може вака грубо ограничено кажано, еден пат. Или мако го симплифицираме, тој фамозен допамин, добри, серотонинот тука има една улога или поспецифична, кога веќе тоа се случува по еден пат. Вака делува многу просто. Па окей, значи сега едно масло, ама сега треба да имаме 120 милиона концентрации на сооднос канабидиол, тетрахидроканабинол и канабихромени, што се исто вака важни, меѓутоа се малку позадина. И тоа делува многу нерационално, делува многу. Целата суштина е дека, а ова сега не е политикански призвук за да се заокружи прашањето. Мултидисциплинарноста во пристапот на зависноста тие е можеби една флоскула која што ја мелеме по PowerPoint презентации, по конгреси и така. Меѓутоа е многу есенцијално. Ние не ја постигнавме као генерации. Се надевам овие што доаѓаат ќе бидат поурбани, попаметни. Не ја постигнавме затоа што отпорот беше конта. Зашто говорам овој момент? Моментот на дејство на маслото во даден дел на денот, во комплексноста на психолошкото доживување на зависност, ако веќе говориме за еден истоштен опијатски систем, за висока толеранција на опијати, високи дози на метадон, исцрпени терапевски пристапи, толку години на бупрофен, толку на метадон, толку терапевска комуна, навраќање и разочарувања, кои што тој систем не е тоа push and pull систем кој што би функционирал по некоја биолошка еволутивна спрега. Тоа е систем кој што се исцрпува, е длабоко поврзан со чувството на вредност, со контролите. И во таа смисла, потенцијалот е голем, затоа што оноа што маслото ќе го овозможи, ние се надзиркува од рекреативната употреба на опијатските корисници. Знаеш, цитирам,
успеав да не доземам денеска затоа што имав добар џоинт. Тоа многу ви кажува. Тоа може, не може да биде, тоа е неозбилно да биде принцип. Па добро, со колку 20% ставиме ТХЦ, 70 ова и онда метадон да намалиме 5 мл. Дори сепак е индивидуално. Мислам не сакав да вулгаризирам. Не, тама работа. Индивидуалниот пристап е битен и да не постои канабисот на оваа планета, кога се зависности упрашање. Мислам фигуративно сватите. Така да потенцијалот постои и тоа е се што можам да кажам, оти немам некои вредни информации кои што би ја збогатиле мојот одговор. Може и немедицинско прашање за доктор Младеновски, бидејќи е сепак специфична тема, особено многу неистражена во областа во која што работите. Говоревте цело време кога тоа го приметив во вашето презентирање дека нанесувавме, аплициравме, говоревте во множина. Ме интересира во клиничките истражувања, работевте сам со повеќе луѓе и многу ме интересира каков е генералниот став на фелата стоматолози, зборам, во однос на овој тип на третман, бидејќи ќе може да не станам досаден, потенцирам по трет пат, дека јас прв пат се среќавам да некој користел конвенционално и тоа јавно да го говори. Па вака, јас на почетокот не знаев дали како ќе биде прифатено прво од страна на пациентите самиот пристап за ова терапија. Работев под менторство на менторот што ми беше за магистерската теза, професор Поповска од Клиниката за болести на уста, а на онкологија пациентите кои што всушност беа третирани беа под ингеренции на професорката Крстевска од Оделот за глава и врат. Искрено, преубаво поминав тие 4 месеци додека траеше истражувањето на Клиниката за онкологија. Пристапот и тоа како ме пречека едноставно беше одличен. Бев како дел од целиот тим што е таму, а сепак сум од надвор, не од Клиниката за онкологија. Интересна тема, како и од областа на стоматологијата, пробуди интерес и во текот на самата одбрана, имаше посетеност доста голема од Клиниката за стоматологија, но и од самите колеги, студентите и така натаму. Моментално јас сум на специјализација орална медицина и патологија, единствен специјализант на областа и се надевам дека понатамошните истражувања ќе продолжат, ова да биде мотив за понатамошни истражувања кои ќе продолжат понатака. Како прва тема во стоматологија со ова актуелна изминатиот период, така да во иднина да биде еден пример од кој што ќе се следат нови и нови истражувања. Воедно сте веројатно единствено што супер поминал на онкологија, малку црн хумор се апсолутно, затоа и со задоволство го сега да не кажам вулгарно звучи, го промовираме, меѓутоа затоа даваме шанса за презентација. Само да надополнам, слободно. Пациентите всушност беа од 38 најмладиот пациент до 75 години и искрено не најдовна пречки никакви при зборувате на нивна приемчивост. Во смисла на нивна приемчивост. Да. А дали велите клиничко истражување, дали црно на бело тоа можеме да го јас значи самиот или самиот труд е уствари сум во Јани магистер си, не знам. Се шегувам на своја сметка, повелете. Веќе спремам трудови кои што ќе се објавуваат во Браво, ела да ви, а јас да ви кажам само кратко да се надоврзам и ќе одиме сушто по едно прашање и тука ќе завршиме. Имав идеја, меѓутоа Билка е баш онака Дарко и Ивана знаат подобро партизанска организација, значи буквално се само финансираме, сите имаме основни професиите
Иван е физиотерапевт, Дарко е психијатар, јас сум адвокат, не ми е поинта да кукаме, но јас имав една многу корисна идеја да има едно публикувано издание на сите до сега издадени магистерски трудови или научни трудови што се поврзани со канабисот, кои што се до сега 4, мојот или прв, вашиот е последен, меѓутоа е добра идеја, уште ја држиме на топло за во иднина. Има едно прашање кое што е кој од вас ќе може да го одговори. Вели, поздрав и подршка да сте во ред. Прашање, дали може да се зема масло од канабис CBD за време на хемотерапија? Значи, дали кој се чувствува подобно, слободно може да одговара. Па вака, јас лично маслото од канабис ги третирав последиците од радиотерапијата, но слободно може да се користи како дополна на првичната терапија, нема никаков негативен ефект. Так. Значи, антиинфламаторно дејство, антиоксидант, антивоспалително, аналгетик, така да нема никаков проблем да... Во однос на третманот на болка, бидејќи мене ме интересира, Ивана, доколку сакате или доколку можете да одговорите, дали моментално ние од легалниот пазар говориме, дали има доволно, затоа што ја нема да зборам од своје име, имам пробано дел од тие легални производи, конкретно во поглед на третман на болка, дали се соодветни моменталниот пласман на пазарот во Република Македонија? Од вашите искуства, ако имате, ако немате, тоа е повторно. Јас си извинувам Да, може и вие да го одговорите, меѓутоа беше на мене тоа за... Повелете, па ќе се надоврзам. Значи, имам некои пациенти кои што го користат CBD маслото кое што е тука. Да не именуваме се од која фирма, значи тоа нема воопшто, да. Да, битно имаат видено некаков ефект, зборам од аспект на намалување на користење на конвенционалните лекови, намалување на болката во зглобовите. И секако мислам дека тоа масло со THC што е дека не е доволно и многу голем дел од нив користат нелегално, Црн пазар, точно. така, бараат и посебно со ревматските заболувања има голем успех. Таму претпоставувам и Мислам, болките се сериозни. Се намалено, особено зборам сега за CBD-то, тоа веќе си е докажано дека воспалителниот процес го намалува. И моите лаички сознанија се во таа насока. Со различни дози користење има ефект. Значи сме виделе пациенти што ни кажувале, значи ние никако ја не смеам да го припишувам ни со THC, ни со ништо, значи да се оградам од тој момент. Така да самите искуства на пациентите говорат дека има ефект, но од нелегалното користење, мислам, зимање на THC, а CBD-то што го има и од него. Ти благодарам. Имам едно прашање за Дарија за една кратка дистинкција, бидејќи го спомнавте Виетнам. Инаку во екот во 70-та година, тоа преска и на прес го говорев, зашто сметам дека важно се каже, финансирано од самата влада на САД е едно научно истражување кое што треба да провери дали канабисот има лечебни ефекти или не. Откако се открива, ова не е никаква теорија на заговор, е лесно проверливо. Откако се открива дека има напредок во третманот на канцер, се прави шатдаун на самата програма и излегува официјално америчката влада дека нема никакви лечебни ефекти. 50 години подоцна знаеме дека тоа не е така, но во однос на посттравматскиот синдром што го спомнавте, мене следново ме интересира дали тука треба да се концентрираме на третман со ова повторно слободно може да ми исправите бидејќи сум лаик во тие работи, го терам правниот дел, дали треба да се оди со повеќе со третман од CBD, бидејќи па говорејќи од лично искуство можеби, но и пренесено од луѓе дека THC-то или особено побогати со THC канабис, односно со повисока концентрација, можеби ја креваат анксиозноста, така наречени паника такс, така да би сакал тука таа дистинкција во третман на посттравматски синдром и анксиозност меѓу THC и CBD, доколку можете да кратко. Да. Природниот експеримент, добро, не зборам за истражувањето за кое што ти зборуваше,
Може и ви е познато, не е Природниот непознато. експеримент на дејство на нешто, како случување на огромен примерок, образец на популација, може би не треба да не заведе, бидејќи научниот метод има свој правила, меѓутоа треба да не иницира и да не сигнализира. Тука не говорам на тоа да ако вие направите questionary, прашалник кај многу ветерани или добро PTSD-то не е во потесна смисла го перцепираме како кај лица што учествувале во воени дејства, иначе посттравматско стресno расстройство е генерализиран невротски ентитет, нели, во диагнозите во психијатрија. Апсолутно основата на дејството засега повеќе моменти. Тука не говориме само за она што прво ни паѓа на памет. Знаеш, земав висок процент на CBD и успеав диазепамот, лексилиумот, лоразепамот да го намалам и сега ми е добро. Тука говориме за еден суштински елемент на настани и симптоми кои што имаат своја генеза и ја прават грдата и тешка слика на едно невротско расстройство. Сонот, стравот, мемориите. Кај PTSD-то особено хипокампалниот дел, кој што се веќе докажано, нели, веќе науката, дека тука имаме, значи, повикување на мемории кои што ја будат стресноста. Дејството, значи, на канабисот помага да биде одложено тоа мемориско враќање и тука имаме придобивка во таа потесна смисла. Паничната болест е еден ексцесивен, нели, страшен момент, особено е страшно што во последните 30 години има над 40% зголемување на ниво на светска популација на паника атак, мислам. И паничната болест, знаете, во првиот контакт прво доаѓа кај интернист, после доаѓа кај психијатар. Кај се види дека е добро. Дека е проблем психијатрски, да. Нормално, бидејќи симптомите се жестоки, срцев удар, девастирачки, апсолутно. Мислам, било кој медицинско лице, тоа лице го упатува во ургентен центар, не го упатува кај психијатар, мислам. Потенцијалот на канабидиолот за невротските расстройства е огромен. Во моментите кај што луѓе се долго години изложени на бензодиазепини, не изложени, него зимале терапевски бензодиазепини и зимале антидепресиви, моментот треба да оди во контекст на еден период кај што адјувантната карактеристика на канабидиолот полека, тука, нели, може ќе има и психотерапија, пак реков, целовите, пристапот, а кај полесни состојби, кај што имаме стресни моменти, кои што генерирале анксиозен период, кај што веќе имаме појавни форми на невротски симптоми, мислам дека CBD-то само по себе е доволно како такво. Комбинацијата на тетрахидроканабинол и на канаби и на CBD на прва линија ни делува нелогично, пошто ТХЦ-то има ексцитаторен ефект. Има потенцијал за психоза кај лица што имаат преиспозиција на тоа. Меѓутоа во моментите кај болката, кај неопластичните состојби, веројатно ТХЦ-то е неминовно, мислам, во контекстот на негово присуство. На крајот на криштата не можам ова да го кажам, меѓутоа кај што имаме ендогени депресии и кај што имаме состојби, значи, на социјална изолација, на едно, да речам, умртвување на животните, на волево-нагонски динамизми, може би, не можам со сигурност да тврдам, дека и мал процент на ТХЦ во тој реинфорс момент со CBD би бил, може би, корисен. Али ова го подкрепувам на нешто што е читано, а не е проверено. Дали сакавте нешто да дајате, Марко? Ви благодарам на сите тројца за денешното присуство на оваа панел расправа на вистина убави стручни излагања. Ке ми извините ако не можам да ве следам доволно, затоа што заради мојот недостиг на стручност и познавање, уште еднаш да се извиниме за оправданото отсуство на доктор Нико Беќаровски, драг пријател на Билка, да се заблагодариме на ние што не следат и да ве подсетиме дека ова првиот македонски канабис форум, за жал, заради состојба вака маскирани како во Колумбија и онлайн, се надеваме дека следната година ќе можеме тоа да го правиме асално со публика. Дека продолжува и утре со почеток во 17 часот панел бизнис, каде што ќе имаме агендата има на фанпејџот, каде што ќе бидат присутни, каде што ќе бидат панелисти, нели, Златко Кесковски од НЈСК, кој што и го поддржа овој настан,
Филип Аврамчев од редовите на ЛДП, Костадин Дуковски од Сдруженијето производители Мак Канабис, како и Драган Лазаров, адвокат на првото лиценцирано друштво. Во 18 часот е Петар Матовски, дипломиран земјоделски инженер, за во 18:30 да продолжиме, да финишираме со панел човекови права, каде што ќе бидат Натали Петровска од Коалиција Сите за правични судења и адвокат, Наташа Бошкова од ХОПС и адвокати Коалиција Маргини, тоа кажав и преска, можеби единствен НВО адвокат кој што јас лично го почитувам, не ги многу почитувам. И Игор Јадровски од Хелсиншки, Јасмина Голубовска, активист, и Бојан Петровски од Модом. Уште еднаш ви благодарам на вниманието, а на вас ви благодарам на денешното присуство.